Здраво и добре дојдовте во ново видео во вториот влог. Денес ќе одам на сајмо на книга, значи конечно ќе си земам нови книги, одамна немам нешто за читање, ми се досади така без некој роман, нешто да се занимавам да се читам. Си напред едно чајче, малце ќе поседам и терам на сајмот. Имам неколку книги што сакам да иземам. Се надевам ќе ги има. За едно не сум сигурна дека ќе има, тие најавија дека ќе биде на сајмот. А за другите ќе видиме дали ќе ги има во изборот. Така се малце ќе се напијам чајче и ќе терам на сајм да се обновам со некоја книга. Се гледаме од сајмот. Еве го аутфитот за на сајмо на книга. Едноставен, кјут. Се вратив од сајмот на книга со многу нови работи. Да ви направам еден хол. Прво нешто што не е книга. Си зедов тоутбег. Дали ова не е најкјут тоутбег што ви имате видено? Мислам, прекјут. Пиши сајм 2026, 3 книги, се гледа како се штант и е прекјут. А сега книгите, си зедов 3 книги. Ова е издавачка Куќа збор. Ова ми излезе на Инстаграм, така рандом објава од профил што не го следев. И описот на книгата и како беше напишано, првин пред да знам дека воопшто тоа што е опис е за книга, свам ова би било интересно како филм. И после ми гледам дека е книга и си велам ќе го читам. Вика Кабаре и Мортале од Васло Божикалиев, македонски автор, велешанец. Книгата е напишана во стихови, доста кратко книже, ама звучи интересно. Иначе ми кладоја и еден букмарк за книгата. Во книгата, каков е описал позади начин, Кабаре и Мортале е место каде што смртта нема дозвола за влез, а животот се игра без цензура. На сцена излегуваат исповедите што обично ги криеме, мислите што не смееме да ги изговориме и ликовите што секојдневно ги глумиме пред себе и пред другите. Ова е текст што боли, што се смее додека крвави, што танцува на работ меѓу лудилото и вистината. Психијатри и клиенти, греф и морал, страст и празнина. Се меша во едно месмртно кабаре, каде што човекот е и актер и публика. Ова не е книга за утеха, ова е книга за соочување. Звучи доста интересно, се надевам дека ќе ги исполни очекувањата. Другите 2 книги се од академска. Другите 2 книги што реално доста време ми беле на мојот вишлист. Првата е Heaven од Миеко Каваками. Она се работи за двајца средношколци кои формираат едно пријателство за кое првичното нешто што ги спојува е тоа што и двајцата се жртви на булинг. И книгата отвора прашање како може нешто толку лошо да те зближува и како ќе се пронајде себе си во вака створено пријателство. Исто и корицата е многу естетична. Обожавам книги со убав дизајн. Многу ми влие кога купам книга од корицата, иако се вели don't judge a book by its cover, ама многу сакам книгите, не само што ќе бидат убави литературно, да ми бидат убави графички, да биде убава корицата. А третата и последна книга
ова не знам дали воопшто ќе можам да го кажам името на карактерот. Ким Жо Јунг, се надевам дека така се вели, Born 1982. Исто и ова корица е прекул и овде како буквите се троиспакнати и како светот, не знам то колку може да се види. Во ова книга се работи за жена во Кореја која се справува со дискриминацијата од нејзиното општество, поточно дискриминација поради тоа што е жена и раскажува за нејзиниот живот како само заради тоа што жена проживува различен однос со останатите од општеството и ја губи работата само заради тоа што е трудна, а и општо се доживува дискриминација на различни полиња нејзиниот живот. Доста слушав дека вредела да се прочита и се надевам дека тоа ќе биде така. Беа трите книги што си ги зедов, доста различни тематики на сите нив, вака според описот доста длабочина имат, сите се доста кратки, ама се надевам ќе бидат доста интересни. Фала ви што го гледавте ова видео, фала ви што дојдовте во мојот втор влог и се гледаме во наредно видео. Чао!